денес имаме и злоупотреба на историските наративи со цел да мобилизираат население, например, што се прави со национализмот. Да. Тој многу го мобилизира историското минато, го става без разлика за кој народ станува збор, без разлика за која етничка група станува збор, се зема некој целосно етноцентричен наратив и потоа се користи за да се мобилизираат луѓето. Тоа е многу лесно Тоа да се се направи. случува со многу партизани од овие простори, значи дури од Албанија, од Македонија, од Србија, каде што се кажува дека тие луѓе се бореле за чистите етнички нивни држави, а всушност те учествувале претходно во работничкото движење. Еве и партизаните, како стигнале тие да бидат партизани, претходно тие имале некоја политичка улога во општеството, биле синдикалци, биле вмешани во работничкото движење. Во 90-тите се губи тој однос кон работничката историја, се заменува со некои повеќе национални наративи, за да дојдеме денес до некои заклучоци кај луѓето кои што се погрешни и велат дека комунизмот од некаде тука бил имплантиран, од некои надворешни сили кои што имале против македонскиот народ или слично. А зошто тие луѓе не го земат извини во предвид фактот дека Македонија како држава настанала токму преку Коминтерната, и кога баш со Коминтерната претседавал Георги Димитров, значи претседател на Бугарската комунистичка партија, секој е односот на Македонија Бугарија пример.